Председателе, почитувана колешке Лазареска, на вашиот говор би можела реплика да држам 3 месеци, меѓутоа почитуваниот председател ми дава само 3 минути и затоа ќе се фокусирам. Деловникот, И не ја. деловникот, се Деловникот, извинувам, ја деловникот ми водам дозволува светко за само 3 деловникот. минути и затоа ќе се задржам на она што е најважно за граѓаните кои што ги представувам. Очигледно вие сте заслепени од енормните блескања, до толку што сте скршнале од правиот пат наречен реалност. За каква поддршка на најпогодените сектори говорите? И на каква поддршка на кои сектори мислите? На секторите туризам и угостителство, на кои со 30 заболени им ги затворивте границите, а со 600 заболени пак им ги отворивте границите, ама нив ги затворивте. На секторите туризам и угостителство ли мислите на кои им понудивте ваучери за спас од туризмот, со кои за спас на туризмот, со кои најпрво испромовиравте чужди земји, а потоа дозволивте да се распродаваат на социјалните мрежи, за на крајот на важноста на истите тие ваучери да можат да се искористат за ручек. Ете таква е ефикасноста на вашите мерки. Не сакам да се повторувам во претходните мои говори, кажав како постапи Албанија и Турција за да излезат со успешна туристичка сезона, но кај нас клучното прашање е кој да ја превземе одговорноста за туризмот. Кога начело на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ставивте човек кој исчезна со појавата на пандемијата, наместо прв да застане во редот и да се бори со креативни идеи и мерки и да го искористи целиот тим што го раководи за спас на туризмот. Ова, знам дека ќе помислите дека е моја лична констатација, меѓутоа не. Сега ќе ви ги прочитам кој се побара смена на Љупчо Јаневски. Сите здруженија и комори. Здружение за угостителство и туризам при Стопанска комора, Туристичко-угостителска комора при Сојуз на стопански комори, Национална асоцијација за дојдовен туризам. Зошто бараат смена? Затоа што луѓето што ги поставивте на раководни места ќе не убијат многу побрзо од короната. Во тие тела се луѓето кои што знаат и умеат да се справат со туризмот. Бидете фер и сослушајте ги затоа што туризмот во Македонија не заслужува да биде уништен од ваша страна. За каква помош на угостителските капацитети, бутиците, цвеќарите, фризерниците, естрадните уметници говорите, кога исто така им ги отворивте границите, ама нив ги затворивте? Овие сектори и луѓе пола година се без плата и неизвестност до кога и дали ќе опстојат. Во таква ситуација, овие луѓе бараат вработување во компаниите кои ВМРО ДПМН ги донесе во Охрид, а тоа ви е многу познато кои се, одеве и Костал. За крај, моја почитувана колешке, ние знаеме, но имајте предвид и вие. При енормни блесоци незгоди се случуваат и на прав пат. Ви благодарам.